За жал не само со Русија и се забранува со работка и со Кина. Ние знаеме дека неколку проекти се исто спречени, тука има па и Помпео нели изјави дека балканските држави треба и европските треба да бидат внимателни со инвестициите и со кинеските компании. Навистина е штета што ние имаме една таква сервилна политика кон западната пропаганда, да кажам, затоа што ние забораваме на нашиот интерес, забораваме на тоа што нас како држава ни одговара и тука е таа западна културна хегемонија која што нас тотално не прави политичкиот естаблишмент, зборам некритичен воопшто кон работите кои што доаѓаат од запад и така да доаѓаме во ситуација да некој ни наметнува, дури ни изрично ни кажува дека имаме забрана за било каква соработка, не дај Боже, алтернатива да помислиме. Добро, може би властите се плашат, едноставно, буквално се плашат да се спротивстават. Велиш заштита на практично на суверенитетот би било одбивање на таков вид на предлози или да ги наречам наредби. Апсолутно дека тоа е еден доказ дека ние немаме никаков суверенитет, односно никаква контрола на тоа што мислам дека главниот проблем е немањето никаква визија и план на нашите власти за како треба да се движи држава и што треба се да направи, како да се организира. Мислам дека тоа е немање една визија генерална, еден план за како да се развие, тука пред се економски, нели? И така да сервилно ги примаме некритички сите работи кои што ќе ни ги кажат однапред.